ми даде кои се тие професори на факултет и кој е академикот, бидејќи Драган бил под нивна присмотра. Пак ќе кажам, најавата на ова интервју и насловот на првото продолжение беше дека тука ќе бидат изнесени сите тајни на тајните служби од самиот шеф на службите. Меѓутоа, сем глупости и каши попари за кирилично писмо од пред 6000 години, ништо, ама баш ништо немаше изнесено како некоја осветлување на некои матни или темни непознати настани од историјата на Македонија. Еве, ова е како обидот на Фросина Ременска со нивниот серијал Разузнавачки рефлектор, кога се обиде да ги објасни сите случувања во Македонија, ама јас во мојот одговор кој го дадов, се обидов само да искоментирам од нейните обиди за фалсификување на историјата, и мојот одговор беше Фросина Ременски во обид за пронаоѓање на рефлектор за историско затемнување. Тоа и ова е исто што го работи сега и Богоевски. Да. Лаги, сокривање на факти. Да. И да продолжиме тука да завршиме овој, само што овој Уште тој дел и само да ќе го дискутираме документов. Ќе го покажеме бидејќи тука стои ова што го говориме досега. Јас тврдам дека се работи за лага која Богдановски се обидува да му ја продаде на тогаш актуелниот председател на ДОМ, ДООМ, доктор Боголјуб Андоновски. Според сознанијата кои ги има групацијата, таква иницијатива, тука зборуваме за групацијата на ветерани дисиденти, ова се Дане Поповски и таа група. Таква иницијатива и средба не постои. Од писмото кое Богдановски го упатил до доктор Андоновски, се гледаат манипулациите на Богдановски. Имено тој пишува на 3 февруари 1990 година дека во Македонија веќе е формиран иницијативен одбор за создавање на партијата, чие основачко собрание ќе се одржи на 4 февруари. Се надам дека господин Андов ќе го и за ова ќе даде некој доказ. Ево го писмото кое е упатено на Дали сакаш да го прочитам, зашто не е многу јасно. Прочитай го малку, да нема многу него, ами е битни делови, ајде прочитай. Витие 3 февруари 1990 година. Почитуван докторе. Сега една работа. Вели на четвртки ќе биде снимачкото собрание во Скопје. Да. На трети го праќа писмото февруари. На трети го пишува. Го пишува, добро, и да го праќа, да кажем, најде. Почитуван докторе, денешниве бурни настани на Балканот и специјално во Македонија му наложуваат на секој македонец кој најмалку искрено се бори за Македонија да заборави на досегашните караници, да најде братско разбирање без кое и ние и досега не можеме да го видам ова. Досегашните сега наша работа ќе биде сметаме и смената и односно и односна во дженем од настаните. Ќе правиме грев пред Македонија, чии деца и маченици сме и двајцата, да се караме. Туку дај братски да се прегрнеме и секирата на неслогата да ја закопаме. Прескокни го сега долу, еве кај што вика 2 дена откако ти го бев напишал. 2 дена откако ти го бев напишал моето предпоследно писмо од Скопје, дојде илегално во Шведска една делегација на македонската патриотска интелигенција, предводена од еден академик и 20 универзитетски професори. Целта на нивното доаѓање беше да ја координираат нивната акција во СРМ да создадат Демократска партија на Македонија и за таа цел бараа поддршка од македонската емиграција. Тие бараат емиграцијата да создаде една таква партија и оставија еден проект вајда за политичка платформа. Какви ја замислуваат тие таа партија? Откако ќе се создаде таа партија,
и така натаму и така натаму. Формирањето на оваа партија? Формирањето на оваа партија во емиграција ќе го олесни формирањето на партијата внатре во Македонија. Во Скопје е формиран иницијативен одбор за создавање на партијата, кој досега одржа неколку своји состаноци, а на 4 февруари, денот на загинувањето на Гоце Делчев, партијата ќе го одржи својот основачки состанок. Јас сум во постојана телефонска врска со иницијативниот одбор и токму денеска разговарав телефонски. Интересот за партијата е голем, околу партијата ќе се собере сета македонска патриотска интелигенција на која на срцето и лега обединување на Македонија. Да, тоа Две интересни работи. Една дека илегално испратувале некои интелектуалци и академици од и Македонија, професори. што е тоа е еден дел од приказните кои што ги кажуваа сите овие Џо Гуштеров ли како беше. Сите тие. Тоа е како оној скеч од К15, оној што морските кучиња што лајат и со Да. Гоце Делчев што беме кај Тито да ја бараме Македонија. На тоа е ова. И сега вика на крај на овој пасус дека тој е во постојана телефонска врска со овие конспиративни Да. академици и професори, Сега, во време кога не тога него и сега не само тога што кој и сега, кога сите телефонски врски се под постојана присмотра. да. И сега доаѓаме до она. Верувам дека конечно ќе кажеме што е сега врска, зашто Богоевски зборува, прашањето е околу Љупчо Георгиевски, нели? И Мак. И Мак, и сега ќе дојдеме до него. Сега ќе дојдеме. Значи, групата која всушност ја бутка идејата на Драган во Македонија, ја споменува Богоевски, дека тоа е Змејковски и некои луѓе кои затвореници, кои биле по затвори, така му е. Тоа е се луѓето Ѓорѓи Доцев и Костадин Диневски Динката. Динката починува пред да се случат овие работи. Во јануари 90 починува Динката. Но тој е запознан со... Динката, Костадин Диневски Динката е што по професија? Тој е директор на Македонска трговско предпријатие. Да, и е често на пат поради тоа. Да. И тоа е еден тоа му овозможува да прави контакти, инаку да шири мрежа. Неговиот псевдоним како соработник на УДБА е Патник. Патник. И тој најмногу ги кодош му е Дане Поповски го има најмногу кодошен. Да. Таму се го среќава до досието на Дане. Овие луѓе, посебно како Динката, што имаат пристап до оно што службено патуваат многу често, тие се оние кои што вржуваат различни групи и со кои што независниот оперативен работник Иван Бабановски ги прави овие конструкции кои што прегеска ја зборувавме, пластика, на пример, тој повржува групи кои што инаку не би се сретнале. Да. И кои што реално немаат всушност своји допирни точки, меѓутоа тој е оној кој што ги прави допирните точки. И само уште ова. Каде е во оваа слика Борис Мејковски? Борис Мејковски е возач на вработен е во фирмата во Македонка, кај Динката. Тој му е личен шофер. Личен возач. Така да, тој е на секаде со Динката. Она што го прави Динка, тој се знае. Со него седи на маса, со него патува. Тоа е. Сега да се вратиме да ги појасниме работите зашто се споменува Мак. Идејата била првин да се попречи формирањето на МАК во Македонија. Драган ја има таа задача во прв момент. Бидејќи за ВМРО уште ги нема контурите, не ја знае, нема активности во Македонија околу формирање на ВМРО. И обидот да се е направен на еден состанок на МАК, датумот за жал го немам, бидејќи човекот Ѓорѓи Доцев кој ми го даде сведочењето, не може да го каже точкиот датум, него рече дека е пролет. Значи тоа е времето кога се основа МАК. Тие
групата која оди на МАК инаку не е партија, тука е движење. Овие сакат сега да го превземат МАК, бидејќи таму е навистина интелектуалниот крем на Македонија. Гане Тодоровски, Анте Поповски, се тоа луѓе кои имаат своја тежина во Македонија. Димитар Галев беше ли таму? Не, тоа е земјоделска партија. Од адвокатот Јосифовски од Куманово, тоа се една стварно многу силна, вистина многу силна елит структура која на сите нас во тоа време ни остави дека гледате кои македонци се будат. Значи кои бијат на вистина македонци, ма не сме ги знаеле. И оваа група одат Змејковски, Бужаровски, Звонко Станковски, внук на Драган Богдановски, Бужаровски и Панко. Мислам дека Панко, на кој Панко се однесува, не знам, само толку ми дадува од име, толку имам. И Ѓорѓи Доцев. Се обидуваат на тој состанок, Бужаровски го образложува предлогот да се спојат и да сега името да прерасна во партија, да го носи името ДПМН. ВМРО никаде не фигурира тука, само ДПМН. Ова е МАК. Или да биде МАК ДПМН, или да биде само ДПМН. Бидејќи МАК како движење, ова би прераснало во партија, и ќе биде ДПМН МАК или МАК ДПМН. Сега тоа е. Но веднаш кога после образложувањето на Бужаровски, кој го изнал на таа седница, веднаш е одбиен предлогот и Гане Тодоровски, Поповски и Јосифовски не сакале да дозволат да се разговара понатак. И тука завршува тоа околу МАК. Нема врска, да, Љупчо би одел со состојноците на МАК. И тоа, но еве групата која сакала да го направи МАК, да го спои со Драгана. Драган да дојде на... И тука е, затоа Драган пишува, бидејќи ги знае подготовки кој ги прави УДБА, дека ќе се направи опит да се превземе МАК, и ова писмо негово, ако успеало превземањето на МАК, ќе има потпун легитимитет. Да, еве ги академиците, професорите на факултет, така ли е? Потврда 100%, но не успева. Ама писмото е веќе пратено. И ова писмо не се го добило Драган, него други извори. Така да веќе тука, и сега тука да станува, сега дали е тоа одбивањето од МАК? Чисто на МАК, од некои нивни поводи лични, или е по налог на УДБА, бидејќи веќе оди УДБА веќе ги добива информациите дека се работи за сидено, за формирањето на партијата ВМРО во Македонија. Овие носителите на континентот на ВМРО. Поповски, Смичковски, Данче Бојковски да ја формираат партијата. И тука сега настанува, можеби тоа е причината што не доваѓа до спојување. Ценат дека сепак тежината на 4 слова ВМРО се голема работа и дека секако ваков обид нема да го попречи ВМРО како партија да му донесе голема штета. Ако се спои Богдановски со... Сега Богдановски во тоа време подготвува веќе иницијатива. И во тој координативен одбор уфрла Дане Поповски и Данче Бојковски. Тие се во тоа време во Чикаго. И двајцата. Ова Драган Богдановски ја прави на своја рака, без консултација, без нивно одобрение. Со тоа сака да покаже да направи еден смут кај сега овие прават иницијатива за формирање на партија. Креди го има подоле, ги има веќе. Оди. Еве го тука, тука, ова се документите, ова ВМРО, Правда, тоа се
статутот и имињата кои ги подготвувале Дане, Смичко, Чакра, Данче, околу правењето на партијата. Ова е потврда дека ова што јас го зборувам е вистина. Овие документи се оригинални и изворни. Да го прочитаме ова што е Да. така. По разидувањето меѓу Богдановски и ВМРО-вците на 15 март 1990 година, тој, Богдановски, во Млад борец го објавува манифестот на ДПМНЕ без да направи корекција во координативниот совет, односно без да ги повлече Дане Поповски и Данче Бојковски. Не ги повлекува бидејќи во меѓувреме игра на друга карта, преземање на МАК. По неуспехот за преземање на МАК, Богдановски ги обновува преговорите со ВМРО и на крајот на 26 април 90 година во Царев двор Ресенско оди во куќата на Дане Поповски, кој доаѓа во Македонија за да се завршат преговорите и ако не се постигне договор, ВМРО правда да отпочне подготовки за самостоен настап. Тие преговори, да не... Еве го оригиналот, а воедно и прв документ, освен летките, кои за себе ги оставиле основачите на ВМРО правда. Да. Тоа е програмата и името на партијата која носителите на конституцијата на ВМРО се подготвувале да ја регистрираат. Да. Програмата и името се правени пред да се прави разговор со Ванчо Михайлов, а за да се задржи асоциација со ВМРО, односно да се даде јасно до знаење дека ВМРО е вистинското име на партијата на ДПМ, се додава правда. И ДПМ го краде од нив Драган. ДПМ е прво тие кога прават обид, прават ВМРО ДПМ, Демократска партија на Македонија. Драган Нова го краде бидејќи не е сигурен дека ќе успее со нив да направи нешто и затоа тој прави ДПМ. Првиот негов обид да направи овдека Демократска партија на Македонија е правда. ВМРО правда. ВМРО правда, Демократска партија на Македонија правда. Да. Тоа е Носителот на оваа програма ги цени во својата основна позиција, ги прифаќа или им се приврзува врз вистинските се народните вајде тука нешто и општо татковинските револуционерни политички и културни настојувања, борби и придобивки кои водеа и доведува до сегашното заокружување на државна самостојност, самостој суверенитет. Јас ги имам, целите ги имам и на машина печатени и на рака, напичани. Значи, изворни се документи. Да. И сега, ова се многу битни работи да се докаже играта на удба, што Богоевски вели дека нема, тој не знае ништо, дека нема врска, тоа се е случајно, не. Целото време удба стои за ова да се попречи формирањето на партија на ВМРО. На партија на ВМРО. Тоа е кога веќе со МАК нема успех, кога веќе овие работат, веќе оди до некаде работува и тогаш Драган прават контакти Доцев и Змејковски со Драгана, со Данета, Дане најавува доваѓање во Македонија. Веќе Дане контактира со Драган. Тогаш почнува да се води битка што како да се направи. Дане инсистира и тие што се со него да остане да биде името ВМРО, да се додаде ДПМНЕ. Бидејќи не може никој веќе да објасни, Драган го објавува прогласот во Млад борец, во кој стои дека Данче и Дане се членови на координационото тело, дека тие се во основањето на ДПМНЕ. И сега мора да се бара начин некако да се спаси целата ситуација. Ако сега обзнадат дека не е, Драган ќе ги, бидејќи има машиneријата на медиумите која ги контролира сите, да, тие се согласија, ама сега се повлекуваат, ево они се МПО не им дава, они се Ванчо Михайловисти. Една приказка која ќе ги уништи до крај, ако тргнат сами потом да ја формираат партија. Се прави
стратегија, да, ќе влеземе. И преговорите кога Дане доаѓа на 24 во Македонија, 26 доаѓа си оди од Скопје, оди во Царев двор. Во Ресен. По игра на случај, многу случајности има во Македонија. Никој не знае дека тој ќе дојде тој ден, дека тој ден ќе доаѓа тој во Ресен. На автобуска станица, точно го знаат автобусот кој доаѓа од Скопје, во кој се качил Дане, го чекаат Змејковски и Танталовска Дијана. И закажуваат да ги завршат преговорите, сега тие се овластени од Драган Богдановски, да ги водат преговорите, да ги, како ќе биде, како ќе стои името, како стои, чија програма ќе биде прифатена, да има тука уште 3-4 човека сега, не знам дали су ги запишал дека сега да не ги бараме, кои присуствувале на преговорите од ВМРО. Мислам дека не сум ги запишал, да не ги бараме сега. Сум ги споменал. Тоа се од Перево, има луѓето ги нема тука. Овој текст сум ги испуштил, бидејќи да не ме ограничува со простор. Се постигнува договор. Прифатено е да биде ВМРО, ДПМН, програмата да биде на ВМРО, комплетната. Значи, Десничарска партија, тука бил спорот меѓу Драган и Дане. Тие очекувале да направат комунистичка партија, повторно некој субстрат на комунистичка партија. Она идејата негова... Тие, мислиш Драган Богдановски? Да, на Драган Богдановски. Дане не сака да слуша за такво нешто. И на која е белешката? Дел таа белешка. Да. И така е направена партијата. Нема врска. Љупчо се запознава со Данете кога доаѓа Дане. И после тоа Драган праќа писмо на... Има некаде писмо, тоа е малце да видам дали го има. Треба да го има некаде. Оди, дали се го ставил. Оди, уште. Со кој го известува Гојко Јаковлевски дека направиле партија, и тоа е некаде во... Не е тука, го нема одекаде сега да не го бара. Тоа писмо е на крајот на мај. И тогаш го известува Гојко дека направена партијата, дека да знае ако може да помогне малку финансиски. Тогаш Удба алармира и Гојко веднаш предлага да се направи средба во Берлин прво, во кафејаната негова, па потоа се префрла средбата за Минхен. И на таа средба треба да одат Дане Поповски, Голубовски, Љупчо и Змејко. Голубовски одбива да оди, Дане исто така, бидејќи знае дека таа средба нема зошто да се оди на таа средба, да се губи време. И тие двајца одбиваат, уште кога Голубовски има таа изјавата и негова, вика јас не одам на средба каде што ќе има еден колош на Удба. И тој не оди, одат. И сега Љупчо, сега знам дека не знаел, во тој момент не знаел ништо. Дека Змејко е човекот кој разговарал во име на Драган, дека се тоа е... И таму Змејко го соопштува името, дека ќе биде ВМРО, ДПМН. Драган е во текстот. И Драган го прифаќа името. Знае што е договорено и нема ништо. И сега
го ставаат Лјупчо за председател. Они го избираат. Повторно да прокоментирам околу методите на службата. Службата најмногу што сака е да оние кои што работат за неа да работат што поавтентично, односно со што помалку инструкции од неа. Тоа оној рускиот дисидент Јури Безменов го опишува како корисни идиоти. Значи сега да ги поврземе работите кои што ги спомнувавме, односно кои што јас ги зборувам во однос на методите на службата, аналитиката, менталниот пресек и така натаму, односно психолошката анализа. Веројатно ова белешката за Лјупчо Ѓоргиевски од мај 89 година сугерира дека веќе уште до тогаш барем неколку месеци, ако не и подолг период, Лјупчо Ѓоргиевски минува низ датотеката. Неговото поставување за лидер на ВМРО ДПМН. Значи Богоевски вика да него го бира затоа што тој е анонимус, без хипотеки, нема едноставно нема црнила зад него со кои што ќе можат да кои што ќе може противничките партии да се служат. Иако и тоа не беше проблем, се измислуваа приказки за него како гол трча по Скопје и така натаму, така натаму. Меѓутоа, ова е една битна работа. Сега, твојата теза е дека Лјупчо Ѓоргиевски е поставен од страна на службата, едноставно, дека е поставен за лидер на ВМРО ДПМН. Моја теза е дека тој е обработуван од порано. Да. Меѓутоа, ова не треба да се свати како тврдење, теза или заклучок дека Лјупчо Ѓоргиевски е соработник на службата во тој период. Не. Далеко од тоа. Овие го поставуваат. Лјупчо не е свесен дека Лјупчо не знае дека ќе биде председател. Тој оди со тоа што дека Драган ќе стане председател. Така да Лјупчо врска нема со соработка во тоа време. Тој не. Така да тука немам не сакам да бидам погрешно сватен дека моето тврдење е дека Лјупчо е од тоа време уште соработник. По многу постапки Лјупчо покажал дека не бил соработник во тоа време. Околу тоа ќе зборуваме сега или во некоја друга емисија? Во друга емисија која ќе спремиме повеќе документи. Еве го најдов тоа писмо за кое зборував за Гојко, малку ќе направам. Здраво Гоце, Ковито Македонски, Салцбург, 17 мај 90 година. Тогаш е известен Гојко Јаковлевски дека Драган направил партија. Меѓутоа партијата се регистрира во јуни. Не, за ДПМН говорим. И тогаш Гојко... Но тогаш не е впрочем формирана партија. Па не е формирана. Ама не, тој дека направил партија ДПМН. Да, ама и таа партија не е формирана. Не е формирана, не. Има веќе кај Танталовци, има веќе почнува да печатат пристапници. Има испечатено пристапници за ДПМН. Така да веќе, но сега и Гојко се договараат да појде, Гојко му се ова по телефон потоа на Драгана, договараат следба во Германија, затоа што УДБА го алармира, после добањето на ова писмо го алармира Гојко да се вклучи, тој е по псевдоним оперативна позиција во Берлин, ЈАК. Значи, соработи да... Оперативна позиција е соработнички... И тоа од висока категорија. Да. Тоа не е пријателска врска, не е оперативна врска, туку е оперативна позиција. Тоа значи дека тој, според она што ние го толкуваме, тој е... Има некоја група која што тој контролира. Контролира, тоа е. Така да, и сега тие одат во таму на почетокот на за 2-3 недели од писмото се организира следбата и таму се договарат и веднаш после враќањето таму на 17 се формира, се закажува основачкото собрание на ВМРО ДПМН. Тоа е.
Пред да продолжиме со инсертите, дали сакаш малку да го прокоментираш ова што Васко Ефтов го прашува Богдановски, односно Богоевски, околу тоа прислушувањето на ВМРО ДПМНЕ и неговото учество во таа партија со Павле Трајановски и Борис Мејковски, но со Борис Мејковски и Борис Стојменов. Да. Каде што вика, дали со тоа вие ги откривте соработниците на службата? Да, тоа е, мислам дека за тоа ќе направиме посебна емисија, зашто Мислам дека Васко имаше друго нешто сакаше да каже со тоа, меѓутоа фактички тоа е тоа. Со тоа што тој направи партија со Змејковски и Стојменов, тој ги откри нив двајцата како долгогодишни соработници на службата. И тоа е она обидот од 99 година, петицијата на Кумановското груп ВМРО, третирано од Љупчеви медиумите како докторско крило. На таа петиција се потпиша околу 137 членови на ВМРО од 90 година. На ВМРО ДПМНЕ од Куманово. Од Куманово, со да укажат на кадровската политика која се води во ВМРО, особено во Куманово, дека Љупчо прави големи грешки и дека тоа ќе се одрази погубно на партијата. Во тие текстови, јас објавив 2 текста во тој период, 99-та во Фокус, јас најавив дека ќе се случи и војната 2001 година. Да. Баш заради тие такви кадровски политики, заради прием на луѓе кои беа на спротивната страна од ВМРО, ДПМНЕ 90-те години. Беа пројугословенските групировки, просрпските луѓе кои се залагаа за САО крај на Куманово. И ние се обидовме да направиме не партија, туку, сега мора малку да појаснам. Таа година 99-та беа и председателски избори и ние се договоривме со Љубиша да тој се кандидира како независен пратеник да собереме потписи и да Независен кандидат за председател. Кандидат за председател да собереме потписи, да собереме потписи. Љубича, ние беше играта која ќе, тоа беше целта да не се цепи партијата, да не се прави нова партија, туку сега со една позиција, ако биде избран Љубича за председател, тој од позиција на председател на државата да има една, сепак да направи еден баланс во партијата и да почне да ги следува работите. Рече Љупчо почна да ја криминализира партијата и да ја удбеизира буквално. Собирањето на потписи не успеа благодарејќи на Змејковски, бидејќи тој на своите луѓе, што ги имаше и во групата, ние не ги знаевме во прв момент кои се открија, и тие почнаа со обструкции, и обструкциите на таа група на Змејковски почнаа секаде низ Македонија за собирање на потписи. Во тој период на собирање на потписи почна мајката на Љубиша Георгиевски, тој се откажа. Потоа следи една работа, една нова идеја. Вистинска македонска реформска опција. Не пред тоа има да се идејата беше на сега Љубиша имаше разговарано со Ѓорѓе Мајановиќ и со Петар Гошев да се прави Унија на демократски сили на Македонија, во која ќе влезе и јас одев на тие состаноци, како представници на, да кажеме тоа, на ВМРО. Бевме јас и Љубиша, доаѓаше Павле Трајанов, тој беше се подготвуваше да формира демократската партија која има сега. За многу луѓе ќе биде новина да ги кажам луѓето кои беа соосновачи на партијата на Павле, беше покојниот Никола Младенов и Теофил Блажевски. И сега ќе споменам само ќе споменам изјавата на покојниот Чокревски, министрот на полиција, дека постоеле политичко-новинарски бракови.
Во партијата денеска, она што на Павле Трајанов има еден куп новинари. Што е чудно, сепак во една политичка партија која носи која води човек од бившата од удбашкиот дел на полицијата, од времето на Удба. Значи пред освојувањето, да има толку новинари околу него. Па не е чудно, ако се земе во предвид дека медиумите, односно новинарите, се пропагандното крило на системот, на режимот. Сега јас Министерство за информација и пропаганда. За да не излеземе ние дека многу Добро. обвинуваме, а не да кажуваме дека новинарите се кај Павле Трајанов. Да. И сега луѓето сигурно не се сите се може да излезе заклучок. Така ли? Да. Тогаш се случува тој и веќе пропаѓа и таа и Стојменов е вклучен во тоа формирањето на таа унија. Во тој момент Љупче распушта владата и ги менува и сака да ги смени министре Борис Стојменов, не вика кај него уште во тој меѓупростор помеѓу првиот и вториот круг на избор на председател тогаш останаа во втор круг Тито Петковски и Борис Трајковски. Мене и љубише кај него кабинет, тој беше уште министер во оставка и инсистира и предлага да се направи партија. Мој став беше дека веќе со правење на партија нема се губи, ќе се направи раздор, ќе направи делба и веќе нема доволно, не може да се победи. Трета партија никогаш нема никакви успеси. Да, но сепак, ајде, инсистираше, многу брзо после тоа дојде кај мене во Куманово Смејковски, Љубиша Георгиевски и мене ми стана јасно дека веќе тука нема што да се работи. Но сега пак од друга страна еден мој роднина, не по крвна линија, него по избор роднина, кумашин, да тие мој одене во Скопје која правевме тоа преговори која трае за унијата, и се јави, кога дојде кај мене, така и така, има сака еден човек да се види со тебе. Не ми каже кој е, јас одидов кај него, човекот не го познав кој е, седнавме, разговараме и тој ми се представи, кај јас сум татко на Бранко Црвенковски. Бев изненаден, сега што знаев дека мојот кумашин не е политички активен, но е човек кој има преширок круг на познанство. Значи, разбрале луѓето дека јас сум кум и преку него сега да напад контакт. И во тој разговор Љупчо Црвенковски, така се вика, Љупчо се вика таткото на, викаше, Бог да го прости, тој почна, на Бранко. Вика, бидејќи ти си активен во тоа што правите таму, таа унија за, јас познавањето на она што го работиме наводно во тајност, нели? Во 4 очи се седа. Вика, син ми ќе го подржи да биде Стојменов премиер. Сега ова веќе некои работи излегуваат од она што е мој принципи, она што јас сакам да го сме сметали дека ќе го постигнеме. Унија на демократски сили која ќе направи избори, ќе направи некоја техничка влада која ќе ако ќе победи на избори, ако победи на избори и која ќе спроведе лустрација, која ќе спроведе еден куп работи кои треба се направат. Да, меѓутоа мене ми делува ова твојава идеја како на она што се надевавме дека ќе го направи Народната партија во Канада, а го гледаме на левата страна, тука ги имаме либералите и новите демократи. Да. Значи, новите демократи се една релативно маргинална партија која што никогаш не освојува власта, меѓутоа ја ги влече либералите се повеќе на лево. Да. И тоа е отприлика некаде идејата со ова замисла. Некакво
зауздување на Љупчо Георгиевски, на ВМРО ДПМН и враќање на вистинските стази. Да, и тука, кога разбрав дека сега доваѓањето на Змејко и на Љупчо, на Змејко и на Љубиша, ми стана јасно дека од тоа нема ништо. Гледам сега Змејко одеднаш е тој кој ја бутка идејата. Моторната сила. Да, моторната сила, и јас за Змејко имавме некои конфликти пред тоа, кога почнавме да водиме таа иницијатива со подписи, собирање на подписи. Тој не шкартира едноставно, ни прати порака дека беа наши луѓе кај него, дека нема што да бараме ние тука, тоа не може да се сруши. Љупчо нема да се направи ништо, ние побаравме од него, бидејќи тој во судир од 97 година, да се приклучи, да помогне во име на партијата, во име интересот на Македонија, и тој не. И сега одеднаш тој и одам кај Стојменов. Мислам дека после тоа дојде кај мене, го имав состанокот кај со таткото на Црвенковски, после тој доаѓање на Змејко, и отидов кај Стојменов и викам така и така. Еве идам од добиена понуда дека од Црвенковски, дека ти ќе бидеш премиер ако успееме да го срушиме Љупчо. И тогаш ми Стојменов ми даде една изјава, ќе го срушиме сигурно, јас ќе купам доволно пратеници од ВМРО. Јас тука веќе немав што да барам во моите принципи, не дозволуваа да останам со такви луѓе и на таков начин да ја рушам власта и да дојдеме на власт. Јас не би имал никаква функција во таа власт. Но и сега уште една пикантерија, веќе слушам дека нема да го гледам Павле Трајанов, бил гостинка и нема да го коментирам, бидејќи ми е доволно. Да, па многу работи ќе повторуваме. Да, на тие состаноци, затоа ќе го кажем ова сега, Павле Трајанов ни каже една пикантерија. Во моментот кога Љупчо распушта владата, тогаш Павле Трајанов беше министр за полиција. Павле и неговата група, бидејќи непрекинато го споменува Пајо Богоевски, значи тој е во таа група на Павле бил. И Сашо Мијалкове тогаш го води военото разузнавање. Тој е заменик министер на Кјусев. Младиот Сашо Мијалков, кој што Богоевски вика дека е ситен багабон. Ситен багабон. И сега Сашо е задолжен да ги, таа имала нека специјална соба, така ни кажа, да ги исклучи сите врски. Речи, ти имате специјални врски, да. Владата, министрите меѓу себе. Да ги исклучи сите врски и групата на Павле да ги спаси Љупчо доста тоа бугарашкото крило. Сашо Мијалков не ја извршува задачата и пропаѓа апсењето. Ова е, јас бев тука присутен, беше покојниот Љубиша, Борис Стојменов, дали ќе сака да се сети на ова, тоа е. Но сега е јасно дека учествували, јас не сум знаел дека се толку блиски Богоевски и Павле Трајановски. Бидејќи Богоевски не отиде во партијата на Богоевски, на Павле Трајанов. Не, тој отиде со Змејко. Со во ВМРО, вистинска македонска реформска опција. И потоа се испокара Змејко и Стојменов и крај тоа. Мислам дека не знам што да кажам. Уште малку да го дослушаме ова. Па мислам дека сме на крај или 18:39, до каде треба да одиме? Уште малку има, значи уште 20 на 30 секунди. Ајде да го дослушаме да видиме што има, можеби. Сме го кажале. Веројатно, меѓутоа ете да. Ајде да го слушаме. Дека не е искварен, дека нема хипотеки, дека може да биде соодветен, пошто тоаш навистина и тешко кој им се нафаќаше да биде председател на партија, плашејќи се од последици во минатото, секој пат си имало такви последици. Беше страшно да се биде тоаш и член во таа партија, да видиме реални. Луѓето ќе изгубија работни места, се плашеа. И во такви сплетни околности
Нема некои големи игри, ако мислите, заднje. Да, дека служба, Не, дека структура. после, од кога, после го нападна. После службата го Да. нападна. Готово тука. Значи после службите го нападна, значи Да. го признава и фактот она што тврди дека во негово време било се демократски, не била партизирана службата, само професионално се работело. Сега ако била професионална служба и се било демократски едно и друго, зошто било страшно да се членува во партија? Кој ќе отпуштал од работа? Починал. Целата работа, што ја тврдиме со години, дека УДБА е уште посилна после 91 година. Ги признава. Дека, тој сам вели дека било страшно да бидеш член на партија. И сега овој човек вели дека тој е усумината кој ја донеле демократијата, македонската пролет. Тоа е Берија, Сталин, сите се од истиот ков. Така ли е? Да. Од ниеден од нив не слушнавме лустрација да ги отворат тие ако биле тоа што сака се представат македонската пролет. Тие требаше 91 година, кога се смени власта, да кажат како работела службата и што работела. Значи, она што го работиме ние, како комплетни лаици во оваа сфера, како луѓе кои што си имаат, кои се малостопанственици, кои што си имаат своја фирма, кои што се зафатени со тоа да се обезбедат екзистенција на илјадници километри од Македонија. Ние со по некоја белешка која што ќе ја добиеме по интернет или еве фала Богу од овие книгиве, што повторно сето тоа се курирани, одберени документи низ кои што се градат наративи кои што сака службата да ги изгради. Да. Еви досијата кои што отвори, за да не идеме понатаму, твоето досие ти се дадени само 110 на страници. Да. Кога треба да има илјадници страници. Значи, зборуваме за документи кои што се повторно се спакувани на еден начин на кој што службата сака да ги спакува. Ние тука од сосема друга држава правиме анализи и се обидуваме да го откриеме методот на работата на службата. Ние сме оние кои што се обидуваме да обзнаниме што повеќе работи за службата, а нормално дека најтешко од се ќе биде да повржеме луѓе и работи и мрежи и конструкции. Тоа е нивната работа. Да. Доколку тие сакале да донесат македонската пролет, демократизацијата на Македонија, до сега тие требаше да напишат 20 книги Да. за тоа како е работено, што е работено, кои работи се фалсификувани, каква историја е фалсификувана, кои луѓе се отцрнети, кога впрочем биле позитивни личности во македонската историја, а кои се представени како најцрни ѓаволи. Што работела службата во однос на она како врбува луѓе, како компромитира луѓе, како едноставно од можеби честни, но наивни луѓе прави искварени кодоши со работници, лажови, луѓе кои што работат зад главата на нивните пријатели, роднини и така натаму. Каде е сето тоа? Каде се тајните? Тајните ние ги Каде се откриваме. тајните на тајните служби? Тоа е трагедијата. Сега, Васко Ефтов им ја пере совест, им дава шанса по колку пати, мислам дека Потоа за овие бракови, така? Да. Му е гостин Богоевски на Васко. Колку пати по разни телевизии е гостин Богоевски. Па Богоевскиот како е пензиониран, мислам дека редовно има по 2 до 3 гостувања годишно во најмала рака И сега тој по медиумите. во сите овие настапи негови, ако не сме ние, бидејќи ние сме единствени кои сме направиле досега неколку пати емисии или текстови за да ги разобличиме неговите лаги. И тоа е трагедијата. И па нема брак помеѓу дисидентите и службата. Да, Има нема. брак помеѓу новинарите Но- и службата. И сега, ниеден вестник во Македонија, ниеден портал, никој не сака
да пренесе ово што ние го работиме. А затоа што новинарите се дел од службата. Па, значи, ние имаме тотален медиумски мрак во Македонија по главните прашања. Ова е прашањето на Македонија. Обстанокот на Македонија, ова мора да го реши. Да ги соголи овие луѓе, да докаже дека тие се виновниците за се што се случило, да не одам многу пати луѓе треба да ме разберат, дека јас не сакам да многу да говорам за период пред 90-та година. Иако говорам, еве, сега за оние работи за кои имам сигурни докази во раце. За формирањето на ВМРО, за луѓето од ВМРО СДМР правда, веќе со нив сум контактирал. Имам аудио снимки со од нивните разговори. И можам да ова што го зборувам да го документирам дека тоа е така. Но историчарите бегаат од ова. Со оној, како еден имаше тука, го заборив, докторираше на Драган Богдановски. Почна да контактира со мене, за да му ги дам материјалите, му вети дека ќе му обезбедам Дане ќе доаѓа во Македонија, Дане да му човекот преку ноќ прекина контакти, место да докторира во ноември, тој докторираше во јули, август и на тема Драган Богдановски, комплетна лага. Ниједна белешка нема во која Драган јасно стои дека бил соработник на службата. Како например овие тука. Не, ова само кај што писмото што му го на она писмо што го прочита прегеска. Не, добро, Да. уште малце. Легенда Брест е писмото Доктор Андоновски. што била целта на СДБ. Ајде да ги прочитаме само. Прочитај ги, да. Ова се од белешка, извадоци од службена белешка, број 1040, 27.7.88 година. Во врска со испратените материјали и писмениот договор на Брест, тоа е доктор Андоновски, Рашомон, односно Богдановски, предложи да се обави поширок и конкретен телефонски разговор со Брест. Значи, Тој предлага на службата да прави Драган да прави разговор со во договор со вториот сектор на СДБ за предлогот на Рашомон, значи да. ако не е јасно во првиот изречок, еве го тука. Да. За предлогот на Рашомон, а согласно зацртаните мерки на СДБ спрема ОО Брест, ќе се завземе конкретен став. Вакви предлози за работа и за планови и за подготовки за конкретни акции даваат само службеници, оперативни работници. Да. Односно службени работници, не оперативни. Не. Службен работник и оперативен работник, тоа е едно исто. Не оперативни позиции. Значи Драган Богдановски Рошомон котира баја ги високо во службата. Тој предлага што да прави службата. Да. Со одреден предмет што го следат. Тука се почна да се добива впечаток дека тоа е малтене нешто слично на самостојниот оперативен работник Иван Бабановски. Дека Рашомон има некакви ингеренции тој да планира, да работи на своја рака, да прави некои планови и да прави акции. Значи мислам дека ова се повторна Не, во врска, читай го тоа. во врска со испратените материјали и писмениот одговор. Па да, мислам дека повторно. Два пати, значи јас се го прикачал. И сега, што била целта на СДБ се гледа од овој дел на писмо, на едно писмо на доктор Андоновски упатено до Драган. Тиме како председател на движењето со писмо строго поверливо ме покани во летото 88 година во Скопје за преговори со одговорни лица на СРМ за заедничка соработка. Мојот одговор ти е познат. Не се фатив на јадицата и не дојдов во пештерата на престарениот лав. Значи тука Богдановски му нуди средба на доктор Андоновски со врвот на Социјалистичка република Македонија. Со удба му нуди. За нешто не знаат, доктор Андоновски е председател на дом со најдолг стаж. Ама никој не го зборува него. Неговиот син е убиен од удба. Доктор Андоновски. Како казна. Затоа што Андоновски не сакал да дојде во Македонија. И тој е лекар. Поради ова,
Да. 88. Не само пред тоа не доаѓал. Тој Андоновски пишувал писма до Human Rights, кога бил Драган во затвор, барал да биде ослободен Драган, дека политички затворени. Му праќал на Драгана лекови, Драган имал проблеми со шеќерот, му праќал лекови во затвор. Еден секаде дека што можел пишувал за да дека Драган е политички затворен во Македонија. И на Драган како му се одолжува на доктор Андоновски. Но доктор Андоновски никој не го знае во Македонија. И тоа е лажната историја. Затоа ние лутаме како македонци, не знаеме ништо. И може секој да ни подметне се. Да, па веројатно не е случајно што многу често кај нас се слуша она батали историја, што Да. историја треба се живее за утре, денеска живееме, денес е животот. Што е тоа глупости историја, се занимавате, само губите време. За овие документи кои јас сум ги нашол, сум ги собрал по интернет, ми пратил некој негово досие, некој ми пратил делови од негово досие, или грото што ги извадивме од ова црните страници на УД. Што не може, оние што име работа историчарите, оние што се во службите да направат, да ги проучат и да направат една вистинска историја, кои се луѓето кои што работел од 45-та навак. Да. Барем тој период да биде откриен и документиран. Да. Мислам дека имаше во некоја емисија во живо кога одевме, некој беше имаше коментар еден кој што го оставив така нечекнат, меѓутоа беше едно, не знам дали се обидува да не обвинат за нешто или беше едноставно искрено прашање, кога ќе почнеме да читаме досиеа, односно кога ќе почнеме да обработуваме досиеа. Јас ова можам да го кажам во однос на тоа, баш во контекст на ова што сега што го говориш. Поради оскудноста на материјалите кои се достапни, ние немаме прилика да многу да анализираме досиеа во однос на збиднувањата кои се случувале. Да. Можеме само да извадиме генерални заклучоци во однос на тоа како работела службата, нивните методи на врбување, Да. и можеме да видиме каде, например, се правени некои местенки, нешто така, меѓутоа за конкретни работи, да откриваме соработници, кодош и едно друго, тоа е една работа која што е помалку возможна за нас во моментов. И не ни сакаме многу да работиме такво нешто. Имаме неколку досие во кои можеме да ги откриеме главните, каде се откриени главните кодоши. Да, и тоа е она што е битно за нас. Сега да вадиме ситни кодоши и така натаму не е интересно. Меѓутоа, но овие кои го попречувале, да. Ова што го говориме денеска, формирањето на ВМРО, демократизацијата на Македонија, тоа можеме да го докажеме во секој момент, ги знаеме кодошите. Да. А вистинската анализа на тие работи, како што прегеска кажав, анализа на мрежите кои што се градени, на заверите кои што се правени и така натаму, тоа останува на историчарите, да, и на оние честни вработени во службата кои што се еден вид на корисни идиоти, да, кои што имаат, да кажеме, аналитички способности или информатички способности или психолошки способности на друго трето, кои што работат за службата, меѓутоа поради она компартментализација, односно она што го кажа Богоевски во почетокот на интервјуто, двоење на работите, значи поставување на ѕидови внатре ментални во главата. Самата служба има такви внатрешни подоби каде што скоро никој не ја знае целата слика на она што се работи, туку само го знаат она што го работат. Да. И се надеваме дека ќе дојде ден кога тие честни луѓе кои што се во службата поради нивните вистински таленти, дека ќе се освестат, можеби ете и благодарение на ова што ние го работиме како една поширока анализа, дека ќе се освестат
за вистинската улога на таа служба и дека можеби конечно ќе почнат да работат од внатре да ја рушат таа служба. Јас сум тука песимист. Јас друго Не можам да читајќи ја Фросина Ременски. Таа со години додека не се случила шарената револуција и враќањето на Заев, доваѓањето на Заев на власт, таа беше еден од ретките пропагатори во СДС дека ќе се ако дојдат на власт ќе спроведат илустрации. Јас ги имам нените тие изјави. Да. Кога почна да објавува овој серијал Неизин и уште 2-3 такви, за Јане Сандански, за ова, за она, за некој так, таа како Богоевски. Едноставно, свесно ја фалсификува историјата. Настаните кои ги многу луѓе ги знаат во Македонија. Се современици, живи, здрави, учесници на тие нас. И сега, ајде да зборува за некој настан од некој што ги е пренел сведочењето од 880 година. Па немаш како да го спориш тоа. Но, за настани од големото уво, Сина птица, улогата на Јаначковиќ. Како можеме да... Добре, значи завршивме со анализата, сега ако може едно брзо сублимирање на се ова што беше впрочем, зошто сега на прашањето околу Лјупчо Георгиевски, како Лјупчо Георгиевски станал председател, ние сега зборувавме скоро цела емисија околу Драган Богдановски, околу Дане Поповски, Смичко, благословот на Ванчо Михајлов, кон нивно формирање на партија и така натаму. Тај ако може во некој реченици сега се тоа да го поврземе, да им биде јасно на луѓето што беше впрочем поентата на се ова. Па поентата е бидејќи да ги разбиеме лагите кои ги искажа Богоевски овие 2 минути. Гледате колку време треба и колку детали да се кажат, кои на прв поглед не се вржани со ова што го зборува, ама тој вели Мак, вели Лјупчо, вели Змејковски. И сега ти добиваш што? Тоа е точно така, тие луѓе. Тоа е питагонарка. Да, впечатокот е дека Борис Змејковски значи бил некој многу голем активист кој што работел на теренот со години. Споменуваш имиња кои се познати на сите дека учествувале во тоа и сега ти можеш после имињата го креираш, лагата ја креираш после кажаното име. Бидејќи кој знае дека на тој состанок, дека групата на Драган била на состанок на Мак да го наметне таму да го протежира прво името ДПМН. Или да, како спои со Мак, или како посебно име. Ама да ја преземе Мак. Тоа е, и сега тоа треба да го објасниме, за да им биде јасно на луѓето. Што? Дека службата преку нивните соработници и кодоши се инфилтрирало во секое движење на почетокот на македонската повеќе партичност. Тие го граделе тоа. За нив само биле не знаеле како да ги решат идејата на ВМРО СДМР Правда. На Дане, Данче, Смичко и Чакра. И тие другите луѓе, тоа се од Ресенско, тоа е еден стоматологија, другите се, едниот е професор. Ги имам имињата, ма бејќи не ги споменувам често, па сум сега не можам да дојдат, да ги бараме мрзи. И тука е таа една и еден куп луѓе кои се придружија на идејата 90-та година. Бидејќи честни македонци влегоа, вистински македонци. Оние што ВМРО го имале некаде тука заспиено во подсвеста. Во подсвеста. Застанаа за таа идеја. И затоа после тортурата што зборува отпуштање од работа, се плашиш да бидеш член на партијата. Јас знам, кога го печатав Глас, луѓето се плаше да го купат на трафика.
ми кажува продавачите од трафики. Вика, мора да го покрием и сега знам на кого треба да му го дам да не се гледа. Сите настрадаа, таа првата група што беше. За Куманов сум напишал на еден текст. Тој Макитас, Бабин Дол, Среќко Арсовски. Уште кои сега не може да ќе ми простат ако не се там на сите. Тоа беа една група на приватници кои тргнаа во една во градење на вистинското она што го бара ВМРО. Приватна иницијатива силна, приватни предпријатија, чедо стандард со кондурите. Сите тие луѓе беа од сите да страдаа до еден. На сите им беа уништени бизнисите. За разлика од тебе, тие во поголема мера останаа несвесни за тоа што им се случи. Свесни стана, но немаа избор. Тоа е разликата сега. Јас мислам дека има избор ако се обидам да барам азил. И таму го барав. Изазов. Тие не беа подготвени на уште такво. Ги погодија и други приватни растурање на бракови, гинење на дел од децата од фамилијата. Мислам, така Лични да... трагедии, да. Лични трагедии и сега веќе тоа се луѓе кои се тешко можеш да после такви трагедии да се одлучуваш на некои такви Да. големи ризици. Да. А тоа, јас често го велам ова за вашата генерација, и тука некај ќе завршиме, вашата генерација свесно, вие немате учено, вие воопшто не сте изложувани на странски јазици, Да. и кај вас постои еден дефицит во однос на учењето на странски јазици, бидејќи ти наполни 50 години малтене со самото доаѓање во Канада. Да, Сите тука- овие луѓе кои ги зборуваш се отприлика таа генерација Да. некаде горе долу. Сега кој може од нив да замислува да оди во странство? Кај нас беше ете уникатно што јас и Петар имавме подолго време англиски, Да. учевме англиски, бевме подготвувани. Меѓутоа кај вашата генерација е свесно правена една политика на неучење на странски јазик до таа мера каде што немате слух Да. за било кој странски јазик. Сем за српски. Да. И на тој начин едноставно вие односно им е ограничен изборот на тие луѓе што ќе прават кога ќе бидат сотрени од службата. Океј. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека останате со нас до крај овој пат. Ве молиме да ги лајкувате, споделувате нашите видеа и да се зачленувате на нашиот YouTube канал. И да останете и понатаму во нашата борба да ја осознаеме и распространиме вистината за Македонија, затоа што само тоа е оно што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. Добре.